шо да пеам. Јазикот наш, како да не заблудам. Ама нема везе, човекот со армоничето си везе. И тоа е блуз. На блузот што сакаш можеш да му речиш човече. Јас мислам дека нешто поќе ќе кажам, да ти кажам право, те обично импровизациите ми одат, ама некако на англиски ко поќе да ми одат на нашиот. Кога се шалташ англиски? Да, на нашиот не знам од тие, ама блузот, кој е блуз во прашање, кој е на македонски некако не ми делува баш. Знаеш, онака иди како буквално, додуша тој е како муавет да си правиш, како да раскажеш приказна. Ама не знам оти на македонски некако не ми. Навикнат си на звучноста на црнците и тоа е тоа. Веројатно, да. Кај си Езер? Шо правиш? Ајде добре ми дојде. Ајде добре те најдовме од нигде никаде, скрос неконвенционално, онака рандом. Двајца битолчани, ти можеш да имаш блуз свирено во животот, аз дали еднаш, два пати имам песна испеано, што се вика никогаш не биле во тие она, ама оп, му влеговме со ваква комбинација. Реално, никогаш немам свирено блуз јас. Освен вака нешто, па ајде. Ко за друштво. Да речиме, базично јас многу сакав усна армоника од, значи, 90-тите. И во Фолтин јас почнав како на усна армоника. Браво. Само што никогаш не ќе блуз да свирам, а никој од Фолтин не ќе блуз да свири. А имав кларинет скриен дома на татко ми и така се деси цела работа. Чекај овој кларинета го земам јас. Татко ти си израдва си рече се овој кој почни свадби ова она, влегвањето и Фолтин ваде. Так. Јако, колку години постоите? 30 рече? Да, 95-та прв пат името се спомнува, на една изложба архитекти наши другари. 95-та праја изложба и ние ајде ке свириме, ама официјално го извадовме името. Тоа е. А 96-та имаме прв концерт во Хераклеја и еве следниот период година правиме таа 30 годишнина концертна активност 30 години. Концертна активност 30 години. Да. Еј. Тоа е години веќе во прашање. Браво. Браво. Јас да ти кажам искрено, пошто ве гледам стално само на некои големи настани и чуда, ретко кога се случува да видам некој пост дека свирите во клуб или во нешто, ги избегавате тие свирки или сакате поќе вака голема бина или не е битно бината, туку битен е настанот, душата на нешто? Значи, ова, за да го одговорам, треба поќе аспекти. Да, на некој начин и ги избегаваме како помали места. Поубаво е, не знам, поголем клуб, да. Ние сме лимитирани, не можеме да свириме нон-стоп, авторска музика свириме. И убаво е да си ги, значи, селектираме настапите. Така. И убаво е, например, да имаш голема публика со голема сцена и за да го реализираш тоа, не можеш да форсираш клубови. Мали клуб, мали кафичи да речем. За клубови пак е и колку клубови и какви клубови има кај нас. Така. Еве сега последното свирење беше во Public Room. Во клуб, уствари. Убаво место. Али такви како клуб, ако е како клуб, тогаш е покомотно. Али по кафичи е малце... Не, и нема поента, реално. Така нема поента. Нема поента. Еве, сега за Хераклеја би било најлогично или не знам, или на ракометно последно во Битола. Мислам, тоа веќе е нешто што мене многу поинтересно ми е да направиш едно поголемо, од секаков аспект поголемо и има поголем импакт целото тоа и позабавно е, нели? Поубаво е да одиш пред голема бина во локал. Дефинитивно, во секој случај, да. На сите, мислам, сите што пеат сакат да освојат некоја таква и што свират некоја таква голема бина, пошто
Макар што јас и малите места ги сакам, ама не е во смисла кафичи, туку во смисла настанчиња, да речеме настан се случува, се собирате во некое фоаје. Ви имам и така гледано вака со бендот на такви настани, ама таму па енергијата е поинаква, ти сите што се дојдени за, да речем, за уба работа, за уметност, за ова зона, и кога се соберат некоја таква екипа е секогаш многу поинтересно да се свири. Па види, генерално за ова што го правиме муавето, ние можно не видиш стварно на неочекувани места. Ако правиме за тоа муавет, сме свиреле на места кои што во живот нема ти текни дека овде некој ќе свири. Тргнувајќи од Брод на сред Охридско езеро, за малце ќе се превртеше. Во Франција во затвори имаме свирена. Фоајина и такви веќе да не правиме муавет. Надвор, во бифеа театарски, во не знам. Јас имам и пред пекара свирено, да не се секираш, преако беше една година. Од сите свирки можни баш пред новогодишно беше и договараш и си викам уште еден ден ми останува и ми се јавува едно другарче тука, брат, дали си слободен во среда, мислам дека беше. Слободен сум, ме рекол, зашо? Кај нас да свириш? Каде? Пред пекара. Шо збораш, ме рекол, уже таму немам свирено, букирај, рекол, готово. И пресмешно, ама многу е убаво чувството, мислам, многу интересни приказни имаме ние што свириме вака од такви места и случки и чуда. Ме заинтересира затворо во Франција, како тоа успеа да се случи, човече. Значи, и то не е еднаш на два пати. Еве. Браво. Имавме ние една соработка со една група француска, поќе години. Тие идат на Балканот многу често, Joke, можда си чул, можда не. Сум чул. Ние работевме исто со нивниот менаџер во Франција. И така, да не речем секој лето, некој си, не знам колку, 5, 6, 7, 8 години одевме секој лето низ Франција, наваму натаму. Меѓу другото, не знам како, за култура, има тие соработка и ние не префрлија и нас соработката со, значи, затворите си имат некаков си оддел или вработен за култура. Тој за култура му организира некакви настани на затворениците и меѓу другото влетавме и ние. Едното беше во Каен, тоа е горе во... Тоа ти е Дидеј Каен, тој, како се вика, така се вика градот, Нормандија. Норманди. И тој беше лабаво, мислам, обични затвореници, нема ништо специјално. Има излези во град и така, лабаво, скроз. А она во Париз беше на, да речеме, на некои си 50-80 километри пред Париз, или по, не знам, во околината, и тој беше за доживотни осуденици. Значи не беше воопшто лабаво. Со најлошите ствари. Значи воопшто лабаво не беше, смеа да дојдат гости некои што 3 години веќе се таму и се докажале дека се добри. Разбираш, имаше стварно онака беше влегвањето беше со 3 заштитни прегради. Значи влегваш од двете страни врати, се затворат, тука те прат ревизија. Добро, тие нас му бевме гости на тие од затворот, тие и ти треба да поминиш сепак низ тие и ни тие ни рекоа остајте ги овде, металните работи овде, тие не преглед. Не. Ама скенот низ 3 простори без разлика кој дали дека си гостен мора да го поминиш. Нема врска, може ќе влесиш нешто, не може така тоа. Мора да има, не смееш фотографија ни надвор, замисли, не внатре, ни надвор. И така натаму, важно беше некој си, не знам, не памтам колку, може 20 минути, може пола сат. Нешто така и... Јако, јас овде си има случајно другар мој, што ни беше битбоксер во групата Огнен, битолчанецо, битбоксеро, со Тони Зен имат настапено во Идризово пред многу години. Имало веројатно некој таков момент и вика, брат, многу беше чудно чувство, вели. Знаеш, влегваш натре и многу е, вика, адреналинот е поинако, вика. Значи, имавте баги соработка со Франција, уствари. Оттаму да ни излегуваат тие француски елементи во некој од албумите што беа? Не. Не? Од друго? Тоа ме интересира. Бранко студираше француски. Така? Те шо ви умаве. Имавме и симпатија кон некакви си, како да ги крстиме тие некакви француски, не знам, не можам да речам француска музика специјално. Ние многу бевме на почеток, уствари,
како заљубени во некаква си медитеранска музика. И не влечеше тој некаков, не знам, мелос. А ние, знаеш како, денешниот аспект е многу поточен, оти сите млади, то добро, дај, еве го то. Се ние рачуни 90 некоја таму. Ни YouTube, ни ништо. И ти треба медитерански мелос. Значи имавме, што да ти речам, 3-4 некакви касети или шо имало, и ти си слушнал некаква си музика од Сардинија, да речеме, или не знам, од Корзика, или си слушнал за нешто од Блискиот Исток, некаква си, нешто нас ни се формира во глата, некаква си медитеранска музика, по некакви многу мали извори, да слушниш како изгледа. И ние поќето си го замислувавме, тоа е можи, ајде како да кажам, интересното. Тоа е да дел си од го уметноста, замислиш, уствари, да. Нештото што ти уствари, Филмо да си го ајде си направиш. направиме музика каква што ние ќе си ја замислиме, а да ја нема, да сакаме така да звучи и такви нека комбинации. Јако. Така ни беше блиску и Франција. Така ни беше блиску и сите тие. Нели на почеток, еве истиот штос, сакавме да звучи на некаков си таков медитерански јазик и се беше на некаков... Јазикот да не постои. А јазикот беше измислен. Ете, нели? тоа е то. Тој ми е најакиот момент. После разбравме дека джибриш се вика то. Дека постои, дека ние не го измисливме сепак. Јако, колку е. Значи, јас ти кажував преге, прв пат не се сеќавам дали брат ми даде, бил на промоција албум или нешто, или друг некој ми го даде, битното албумот стигна кај мене и тоаш беше веќе CD и го кладов на еден CD плеер што го имав никаков и го слушам тексто и прво слушнав оваа како беше Ladies and gents of the jury, Mr. Woody Allen is shooting a movie. Is it the beauty and the beast, or the beast and the beauty? Не знам дали се тие акордите, ама нема врска. И после тоа влегува Алера ми, наđена ми, да и се заставам, јас си викам, чеј малце. Ој, сериозно пеј глупости. Мислам, прво, кома на првиот пат ми зазвучи на француски, после вториот дел ми зазвучи ко на турски малце и си викам, чекај малце, ова мора да е измислено и баш се распрашав тоа, си викам, ја, колку е јако човече. Звучи како стварно на јазик да го вели нештото, јас може да не знам, може да значат нешто збороите, немам појма, ама скроз звучеше оригинално, и како уствари ви дојде начинот на праење таков текст, како се пиши текст што не постои, човече. Види вака, генерално ова на Иво Бранко. Можам дека најголем, негово е најголем од нештата, јас можам само да кажам дека ние немавме многу во тој период. Пази сега каква комплетна преструктурација на нештата. Тој е сега поет и има неколку книги издаено. А во тие периоди имавме само звучност. И немавме звучност во музички смисол. Значи немавме многу однос кон дека нешто ќе кажеш со текст. Сакавме да ја пренесиме како емоција, како поуниверзално да биде, да не е самиот текст нешто фраза, пошто треба да не слуша цел свет, така? Така и да ни ја пренеси емоцијата точно со звукот. Тие а не да се базираат сега, на текстот. Еве, да влезиме малце подлабоко во тоа, дека тие измислените зборои не се до толку непостоечки и дека се без веза, туку се бирани и после преструктурирани, сепак да има конкретност малце да се задлабочиш. Значи има еден таков леер со мала содржина во нив сепак. Значи тие потсеќат или личат на некои конкретни од некакви јазици зборои. Даете да го крстиме. Утремер, самиот наслов на првиот албум е старофранцуски, значи преку море. И така натаму неговата приказка, сега да не ги раскажувам приказките на албумите. И во суштина ние имавме еден однос уназад со албумите на таа, сега би ја рекле, еклектичност. Значи да го направиш во поќе леери, кој сака да влегва подлабоко да си најдува изненадувања. Дека уствари ќе си направи аналогија, овие збороите, ова се и ова има значење и да си влегваш уште подлабоко, уште подлабоко и да си има некоја преносла метафори, чуда, она.
Значи така беа, тие бирани зборови не се джибриш, меѓутоа сепак ќе му најдиш корен ако сакаш или ќе опрашаш Бранко. Ќе ти Да, кажеш. и ќе ти објасни, да. Уз муавет, уз кафе, пијачка. Али Е, во јако. суштина, онаа емоција која ќе ја слушаш песната е бркана, таа е некоја си емоција и тоа е главното чувство, значи Браво. таа е една веселјаштво некое, како да го крстиме, не знам, Браво. со таков некаков си призвук. Ама тоа ме бендисва уствари, што мислам денешно време малце изгубен тој момент на барање, на длабина во музиката денешна. Порано и веќе и моите генерации малце од малце сме хендикепирани да ако ништо друго смисла текстот да има, за да има некаква смисла приказната, то стално во зборам. Порано веќе повозрасните што свирите веќе и гледавте што поќе да има. Ете, колку поќе влегваш во приказната, толку поќе можеш да откриваш. Денешно време некако музиката ми е скрос онака сведена на поедноставното. Дали е до вниманието на луѓето, дали шо е, не знам, ама Види некако- вака. Не знам дали можеме така да го генерализираме. Ние општо, како луѓе, кои што пред такви некои 30 години си имавме собрано и почнувавме да се занимаваме со музика, ние уствари никој од нас не беше музички образован. Спојката не ни беше чисто музичка, туку ни беше како љубов кон некаков тип на уметност. И ние имавме афинитети, например, не само кон музика, имавме афинитети и кон други форми на некаква си уметност. И сакавме да си пробвавме таа, како да окрстиме, некаква еклектичност, нешто посодржајно да биде. И ни еден од нас не стана, да речам, професионален музичар, или ни еден не стана од нас. Сепак, секогаш се дефиниравме како некаква си контемпорари. Концептуализам правевме некаква со целото тоа. Значи, не беше идејата само музичка. Значи, ни беше како слика, како, не знам, појма неа, малце поинаку. Чува му се задлабочивме во муавето, дај да маниме нешто со тормоничето, не испад нека џаве го дојсе. Ајде, Што сакаш да свирниме нешто, некој блуз треба маниме со него. Не сакаш некој соло да истепаш. Не знам. Да те остам сам да си свириш онака и камерите да ближве од далече. Види, генерално и немам нешто многу избор за свирење со усната хармоника. Не Да. е баш податлив. Не Ти ти се- убаво рече преќе Да. дека уствари со малце тонови е. Да, со малце. Што со е кај усните хармоники е онај, знаеш како блутон да го извеш и то ти прави како кеф. Да, И таа тоа е што убајната. Значи имам неколку години од живото потрошено да го фатам блутонот на усното хармониче кога бев младич. Овај. Значи она вау да офатиш и сега има една мана што колку поиќе ги завлекваш тоноите, овие се како потрошен материјал, ја фрлаш, паѓаат усните хармоничи. Тоа е брат, потрошно онакво, ама ти е мерак усната хармоника. Кларинето не ти е толку. Ќе го земеш, ама ајде да не направиме тука се соберат. Ќе требаше ова да го отвориме од гитарата, Пример да макчиш да речеме. земеме, да. Па да, мислам дека не е така комотно сега да се расвириме со инструменти, со кларинети. Со гитарата ја личи во парко, ама кларинет да земваме сега. Па ти што има врска? Саеш нешто да Не знам, подсвириме ајде, со- ајде почни ти, Ама јас. шо, јас...
имам труба. Тромбоне уствари, не е труба, ама нема врска. Се шалам. Не, јако. Рече дека никој немате музичко образование, никакво. Гоце, Или- басистот, Аха. е со Джез Академија Бугарија на контрабас. Не му рачунам на Буга. Се шалам, тоа беше во Македонија едно време, ако имаш завршено негде натаму, демек нема да ти ја призната, нема врска. Пет се брадата е во моментов во Штип, трета. Да, На сега го учи. Джез Академија. Ја, исто. тој треба да предава таму, не да го учи сега. На гитара, После 30 не на години. армоника. Гитарче. На гитара вежба, уствари учи Гитариста ќе го прави. за джез. За джез учи. Шу. Јако човече. Ама многу интересен состав сте, брат. И армониката прв пат електрична е неговата, така? Електрична е. Да. Прв пат во живото ми се чини видов електрична армоника кај него. Електронска. Електронска. Електрична на струја. Електрична е со струја, Да, ова е ова со електронска. Да. Со батерија. Оти му нема текнато во веко или поинтересно му беше армоника да види, пошто имаш сајзери милиарда типо или едноставно изгледот на сајзерот треба него да го прашам тоа веројатно. Види, оти ние пак ќе ти речем, цело време се влечкавме со тој медитерански звук. И таму сега армоничето е треба армониче, да ти ги опишам првите почетоците, дека уствари првиот албум е таа замислената етно музика. Првиот албум, не знам дали го слушано, Утремер. Не знам јас да ти кажам. Ги имам рандом многу песни блиску слушано, до- овој само како албум еднио го имав како целина. Тоа е баш етно, Да. етно е. Се вториот албум беше, значи тип кој што од урбан простор на пропатување низ Медитеранот. Се тој урбаниот тип го доживува таа етно некаква си медитеранска музика. Тогаш беа популарни 90-тите години, може кај нас со закаснување рејвој. Нели, ние Да, баш да. не имаше. Сакавме да видиме, се ни беше интересно, да видиме како изгледа тоа, што беше ново. Си сега тоаш беше полемика, што е ова бе музика, не е музика. Да. Ова на компјутери се прави, ја пуштат од компјутери, ама ова не е музика, ама ова е и така натаму. Да, стандард. Ние имавме тој вториот албум, Архимед. Ни беше целта како таа електронската музика која што е од тие рејвоите, како ја гледа еден урбан тип, таа медитеранска музика, низ неговиот призвук. И акустични инструменти употребивме за да направиме експресија на таа електронска музика. И сега ако вајде ја знаеш Архимед, таа е како насловна тема, таа и ја свириме и уште, е буквално транс, рейв транс. Така. Со некакви си акустични. Тогаш бевме поакустични, сега сме многу поелектрични. Тогаш бевме без компромиси, значи влечкавме контрабаси со нас, имаме влечкано фарфиса, цело, значи рачуна и растоварањето и утоварањето во комбени беше со сати. Ужас. Ужас. Не И видим. со тек на време, а одевме нон-стоп некаде свиревме. Ужас. И се замисли да треба странство да патуваш или било што, кога почнавме на кај странство и рековме ваков и авион да се качи со сите Да. тие лешои. Многу е, Лешои многу ги е. викавме. Отров. И одма префрлив,ме на што може да се скрати. Со годините си иди и не ти се тука крева беше- по некој. Ма не е Како само... дете ќе креваш, Ама и ќе не е мечкаш, само тоа, ама. сега излегваш да свириш и имаш проблем. И- Зошто? Значи не можеш да го озвучиш контрабасот нормално, ти фаќа фони. Армониката не можеш да ја озвучиш. Сакавме да ги имате инструменти, за од армониката тргнавме, зошто купи Да, тој да, електронска да. армоника.
Оти не можеш да ја озвучиш. Не, има Ние некои сакавме да плочки, бучи. ама Да бучи Да. сакавме да сега на пример да се претвори во онакво, да чука вака, да се претвори во не како знам, се викат диско. овие, да. И сега ти кабе треба за да кларинетот треба. И јас го имам штекнато кларинетот со стапала со чуда. Браво. И не можеш не можеше со армониката да се озвучи во никој случај и ние кога видовме се прерадвавме што збораш дека постои таква електронска армоника и ја купи и ја кладовме. Ама- Преродба. Да, ама и поинтересно е ви со армоника некој со сајзер ми е веќе многу секојдневно, ова друго е рад. Сега ми текна нешто друго да те прашам. Како во тој албум влезе во тој што го имам дома, Милице како влезе песната? Има една тема се вика на истиот албум Financial Times. Го знам, Така. да, ја знам. Сега ќе ти кажам. Значи, Сенко Велинов ни е многу добар пријател, другар да речем. И Сенко Велинов идеше на проби, идеше и на снима и се дружевме едноставно. И дај рече на проба едно тие пробите, дај ми тој микрофон. И ај свири ја таа песната што ја свириш. Почни малце свири ја. Почни на Бранко му рече, ај. И тој си почна да пее. Ај дали знаеш, паметиш Милице. Оп, и сите вака да седите. Добро, уште еднаш, буквално. Тоа беше, знаеш, се вклопи во први одор, да речеме се, Да. после се адаптира. Добро, И човек добро. си ја испеа во првичниот, еве ќе ти кажам, во првичната идеја не беше тоа. И ја снимивме тој албум Лолита, не знам дали ми прочита или дали запримети, е лайф малтене снимен. Да, се сеќавам. Значи Тој ќе те се прашва следно кај го снимавте, оти се приметва дека е лайв снимено. Значи буквално сите свириме. Нема некој да надсними. Нема надснимено Браво. никој ништо. Браво. Си има некој само фалинки и така натаму, мислам фалинки. Абе сега. Некој тонче абе, трчнало тоа е нешто, уметноста удрал сега, некој. што му е. Сега да речем ништо не поправавме. Фактички правевме тејкој, појќе тејкој за да си одбериш Како по на ова времето варијанта. што се снимало. Па Влегваш и сакавме пукате тој сите, да. лајвот, го сакавме. И ми цело време ние, например, еве сега и јас шалтам од еден. Значи цело време со тие пусти музики, ние многу не знам дали има врска и таа сценичноста и колку се даваш на сцена и како тоа даваш еден момент кој ќе снимаш, не можеш да го Така е. извеиш. Така И е. цело време идејата ни е во живо да снимаме, Архимед е исто во живо пукнат. Во Универзална го пукнавме со Ален Хаджи Стефанов го снимаше. Браво. А Лолитато е во студио Мечкар кај Гоце Стевковски. Браво. Во тој простор го снимавме со Бојан Угриновски. И го снимивме таму и Милице не е таму снимен. Милице е дополнително сниман, мислам дека кај Мите. А Има и се осеќа дека е поинакво. Мите, она како што звучи Лолитато, пошто е во живо снимен и не се инструментите, знаеш, кој ќе му посветиш внимание сам и то Мите го вадеше, ги праеше работите, убаво му влезе длабоко и онака како што звучи е негова заслуга. Браво. Сега ми текна да зборав дека имам слушнато муабет, дека вие како бенд пробите ги третирате како работа. Може да било то тогаш, може да не знам како сте сега со нас, ама не знам кој ми кажуваше, вика, Фолтин, да, вика, Фолтин одат, пример, како на работа, денес во толку сато проба имаме. Шо, како и дали секој ден, дали не знам како било, ама да ме како на работа да одиш на проба. Дали е то муабет или стварно има голем вистина во период од, муабет? па да не речам од тие 90-тите, 90 и таму 5-та, 6-та, 7-та, кога почнавме, во првиот период подома правевме проба, после во Домот на културата од... Да. Па сега не одиме на проби. Добро, сега 30 години, реално... Али да не речем допред некои си таму 5-6 години. Допред ковидот одевме појќе. Сега малце, што знам, мене барем ме пресече со тие времињата, со ковидите, со чудата. Да, терсене беше време.
Да, што викаш, може да ти е, не знам, секој ден. Да, секој ден во просторот, кај што и го имаме уште тој простор, и си имавме некоја сапница и си одиш цело време да си подработиш, да се деси нешто. И се случува, сега имаш, нели, некојаш појќе, некојаш помалце, некојаш ќе правиш нешто, некојаш. Ние сега некако сме по, како да окрстам, порештракани, малце и по-приватно, некој прави поезија, некој Гоце работи во студио дома, прави музика за разноразни некакви нешта, некој друг второ, некој нешто трето. Пак постои в групата, се стои, меѓутоа многу помалце оиме како на проби, да речем. Мислам дека време е да привршваме малце. Многу, мислам, има уште што се прави муавет, ама здравје, потаму некојаш ќе се присобериме цела екипа негде кај мене в студио или негде кај било, си се наместиме и баре да се исвири кој што треба и некоја песна, и муавет и све. Види, може и Бранко да е тука. Мислам, било кој од групата можеш да, пошто тој ќе си знае дуроите, можеш да ти свири сам. Бранко на старт е гитарист. После вака рече, јас браќа не знам да свирам. А како не знаеш да свириш, не можам јас да свирам. Или ќе пеам, или ќе свирам. Ама што ќе свирам, после кој ќе пеј? Нека свирете таму, вие јас ќе пеам. Вие И свирете, остана несуден гитарист. со микрофон овак. Остана несуден гитарист. Јако, ама го гледам, го имам видено и да подсвирнува од време на некои настанчиња и чуда. Да бе, да. Да, тој си има гитара акустична, некоја таму си тера. Ама и брадата го видов во еден состав со гитарче, со нешто. И да, бе, Значи се исплаќа Джез Академијата уствари. Добро е. Браво. Човек, мило ми е што седнавме малце вака битолски, скрос рандом, недоговорено што се вика, и музиче, и муавет, и сите марифети. Има многу што се збора за Фолтин. Мерак ми е што постоите 30 години, се надевам дека уште баре 30 ќе терате, па после здравје Боже ќе видиме како ќе не држат коските. И тоа е, и кога и да треба нешто, снимање, промоција, ова, она, викајте, ќе снимаме, ќе правиме, ќе се дружиме. Важи. Од мене толку. Готово. Благодариме на вниманието. Ви благодариме и вас на вниманието. Се надеваме дека беше убаво. Еден поздрав. Ено поздравување. Се надевам дека уживавте, дека беше лабаво и се гледаме наредна недела во 18 часот пак. Поздрав и имајте убав ден.